Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на YouTube. Да не ви повторувам постојано, почитувани гледачи, дека сте на вистинското место. Вие знаете дека сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи ви имате право и доаѓате на ова место да ја дознаете вистината. Во неделата навијачите влегува Македонскиот народен театар. Не само што влегува Македонскиот народен театар, туку ни испратија порака дека ние македонците неаме наша или неаме своја историја. Бидејќи јас, почитувани гледачи, не сакам никогаш да бидам у пасивна позиција. Некој постојано да ме омаловажува или да ме напаѓа, а јас постојано да се бранам, ние во оваа емисија ќе го отвориме прашањето: каква историја има тие што влегува во МНТ? Ова е книгата на Теодора Толова. Можете сами да погледате, почитувани гледачи. Ова е книгата која покажува како во периодот од 1896 година до 1908 година, како по рецепт за Тоблероне е правена албанската нација. Ова е капитална книга. Сите вие кои ме прашувавте како се формирани, дали можеме да им парираме, прочитајте оваа книга. Тамо ги имате сите одговори како е направена една нација некаде пред 110 години. Ова е книгата на Теодора Толова. Влијањето на Австро-Унгарската империја во создавањето на албанската нација. Добро вечер, господин Игич. Вие имате објавено оваа книга. Добро вечер на вас. Горан Игич е пријател со Теодора Толева и тој објавува во Србија незината книга. Ова е таа книга. Таа книга е напишана од голема бугарски позиции. Теодора Толева, како што самата вели, отишла во Виена, сакајќи и сметајќи дека тамо ќе најди докази и траги за формирањето на македонската нација. Односно, отишла тамо да докаже дека македонците и бугарите пред 120 години имале заеднички корени. Меѓутоа, не го нашла тоа што го барало, но нашла нешто друго што е капитално. Како е формирана албанската нација во периодот од 1896 до 1908 година. Како е создадена, според Толева, албанската нација? Вие објавувате таа книга. Како според Толева е создадена или е формирана албанската нација? Па ради се о томе да е Теодора Толова 2008 у Барселони на шпанском јазику објавила докторску дисертацију под истоименим називом Утицај Австро-Угарske империја на стварање албанске нација на бази документа из 1896 од тајним конференцијама у Бечу кои су организоване практично при тајним дворским канцеларијама кои иначе потичу из 1717 години. Она е те документе нашла сасвим случајно, истражувајќи нека друга питања, управо везано за македонско питање. Тој и самата го вели. Да. Заминува во Виена или во Беч, како што велите, да ја испита и да ги најде доказите дека македонската нација е иста што бугарската нација. И таму наоѓа на тајни архиви како е формирана албанската нација. Тако е. Значи, она, у ствари, покушава да истражи бугарско питање, бугарско питање у најширем смислу, како они то посматрају. И njен приоритет истраживање е била заправо, да кажемо, и идентитетска прича везано за Македонија. Тоа е прво българско управление, или прво бугарско оделение, кај што и Божидар Димитров, и Красимир Каракачанов. Па добро, не бих ја мешал тоа. Предпоставам дека и Толева е дел на таа приказна, кај што бугарите, финансирано од државата и од власта, работат упорно да кажување дека македонците и бугарите се едно исто. Тоа е дел на приказната. И она оди во Виена. Да, ја хочу да кажам, овде е суштина у томе да е она заиста кренула са а и саму книгу е написала из едnog бугарскog угла. Значи, то сад може да буде непријатно за неке, да кажемо, и српске читаоце или македонske čitaoce, ali knjiga sa tog aspekta, i to je recimo Aleksandar Raković u predgovoru naglasio, da postoje elementi u knjizi sa kojima se možemo diskutovati i tako, prosto jer su oni nacionalno izrazito bugarski obojeni. Međutim, u čemu je značaj ove knjige i zašto mi zapravo govorimo? Zato što su tu prvi put objavljeni dokumenti o tome kako na jednom dvoru se konstruiše jedna nacija uz pomoć određenih mehanizama vezanim i za finansijska sredstva i sve je to dokumentovano i prvi put javno publikovano 2008. godine u toj doktorskoj disertaciji. Тоа значи во време на Фрањо Јосиф. Tako je. И еве кој е Теодора Толева.
Роден 1968 година, многу млада умира, 2011 година, студирала историја и теологија на Софискиот универзитет, а потоа го има продолжено своето школување во Париз и во Барселона. 2008 година докторира во Барселона со оваа книга. Темата на незината докторска дисертација е влијанието на Австро-Унгарската империја во создавањето на албанската нација. Внимавајте, во создавањето на албанската нација, не во дотерувањето, не во оплеменувањето, туку во создавањето. Значи, некој направил проект и создал албанска нација. Тоа го пише во својата докторска дисертација Теодора Толева. Всушност, трите се пункта кои се најголем интерес на незиното научно истражување. Тоа се албанците, тоа се армените и тоа се македонците. Погледнете емисијата. Многу работи ќе ви бидат јасни. Теодора Толева je bila vrhunski poliglota. Dakle, na stranu sad njeno nacionalno opredeljenje, ona je govorila portugalski, katalonski, španski, zaista vrhunski poliglota i uradila je recimo osim... Керка на бугарски политичар, кој бил министар за телекомуникации. Не бих улазio, dakle, u to, da kažemo... За приказната наша е многу битно, се извинувам, господин Нигич, за да можеме да ги разбереме работите. Ние мораме да им го даеме контекстот. Да, она книгу посвечuje... Да, тоа е бугарско војно разузнавање, значи да немаме никаква дилема. Значи сите ние која следиме бугарската политика, знаеме дека таму има два крака, две линии, полициски оддел и војни оддел. Како што беше во комунистичките држави. ЦСК и Левски Софија. ЦСК е војната структура, Левски Софија е полициската структура. Така функционира сите комунистички држави од тој тип. Толева и незината фамилија е војно разузнавање. И така е избрана и така е дозволено да ги открива тие архиви. Сега можеме да продолжиме кога го даваме шлагвордот и пледојето на приказната. Dobro, ja mogu da kažem da je Teodora Tolova, recimo, zaista bila prijatelj srpskog naroda, to je dokazala recimo u Barceloni. Не го спораме с тоа. Можете вие пријатели да бидете колку сакате, нели? Меѓутоа мораме да кажеме контекст од кај се потекнува. Ja mogu da kažem da je vrlo važno reći da je ona recimo u Barceloni učestvovala na demonstracijama protiv nezavisnosti Kosova i da ima čitav niz srpskih prijatelja, dakle mogu da kažem da ona jeste bila nacionalno opredeljena Bugarka i mislim da je pogrešan pristup, samo da kažem, pogrešan pristup da mi idemo na biografiju same Toleve, već je suština na priču o dokumentima. Ме разбрав. Да. Ме разбрав што сака да кажете. Ако учествувала во демонстрации против независноста на Косово, дали може да се извлече заклучок дека е антиалбански настроена и поради тоа што е антиалбански или антикосовски настроена, ја пишува таа книга за потекло на нација. Да бидејќи знаете, сега албанците ќе гледаат оваа емисија. Да. 90-95% од албанците ќе не цујат, ќе велат видите срби, четници и така натаму се собрале и седнале да прават емисија кај што негират природно постоење на албанска нација. Дали може тој дел дека она учествувала во демонстрации против независноста на Косово да се искористи и да се негира целиот нејзин историски труд? Не, она е учествувала, независност Косово е проглашена 2008. kada je knjiga već, odnosno doktorska disertacija već bila napisana. Znači, ona je preminula tek kasnije, da tako kažem, tako da to nema... Случајно умира или? Ona je umrla od raka. Или некој помага? Pa postoje te indicije, ali ja mislim da je u pitanju bolesti. Mislim da ne stoji da se prosto mi sad, ja zaista poštujem njenu porodicu, oni su dosta uradili na objavljivanju ove knjige. Ova knjiga je objavljena i na španskom jeziku, i na nemačkom jeziku, i na ruskom jeziku. Ова два пати имам прочитано. Ова е капитална книга. Да, капитална книга. Ова не се канта тропа моабити, ова се моабити кои се темелат на факти, на докази и на одредени емпириски истражувања кои се направени во архивите во Виена. Согласно тие истражувања се доаѓа до одреден заклучок дека во периодот од 17 ноември до 23 декември или до 896 година во Виена се одржани 3 тајни состаноци кои се предводени од тогашниот министар за надвршни работи на Хазбуршката монархија. На тие 3 состаноци е дефинирана стратегијата на Хазбуршката монархија, значи германската стратегија за формирање на албанската нација. Ова книга фрла светлина на многу работи на Балканот. Тако е. Навистина го третира формирањето на албанската нација, но ни дава и слика како функционират тие големи империи. Да. Големи империи кои последните 100, 200, 300 години ја кроеа капата на Балканскиот полуостров. Ги правеа нациите. Да. Можеме ли шекат американците најпрво за првото? Како е формирана албанската нација според Теодора Толова?
Ona je formirana tako što pre nje, da kažemo, postojala u historiografskoj nauci nedvosmislen stav da je albanska nacija već postoji u vreme i Prizrenske ligi i ranije i oni celu tu priču izloče iz vremena Skenderbega. Ona praktično revizionistički posmatra albansku istoriju, odnosno na osnovu tih dokumenata koji su je vodili u određenom pravcu, ona dokazuje da su zapravo na Bečkom dvoru određene strukture, među kojima je recimo i Benjamin Kalaj, koji je pre toga pokušavao da napravi bosansku naciju, dakle po istom nekom modelu, ali nismo imali nikakve materijalne dokaze o tome, imali smo izjave. Samo indiciji. Da, da. Samo indiciji. A ovde postoje dokumenta, dakle ovde postoji papir, postoje priznanice, postoje... Kako je to napravljeno? Kako je to rađeno? Dakle, oni su radili sa konzulima, radili su na više frontova. Znači, ta operacija pravljanja jedinstvene albanske nacije od različitih plemena. Vi znate da su Albanci podeljeni religiozno, bar na 4 velike grupe. Ова се тајните документи кои Теодора Толева ги има најдено во архивите во Виена или во архивите на Хасбуршката монархија. Јас ќе ви презентирам дел од тие документи кои се составен дел на незината книга. Еви ги тие документи, почитувани гледачи. Тие документи датираат во период од 1896 до 1908 година, кога Хасбуршката монархија работи на проектот за формирање на албанска нација на Балканскиот полуостров. Уште на првата тајна конференција, одржана на 17 ноември 1896 година, е јасно дефинирано, јасно поцртано, дека од клучно значење за Австро-Унгарската монархија е на територијата кај што живеат католици и муслимани кои се од албанска националност, да биде формирано одредено кнежество кој ќе биде под контрола на Виена и на Хасбуршката монархија. Можеме ли дел по дел Да. да анализираме? Да. Значи на Виенскиот двор или Хасбуршката монархија одредени комисии Да. почнува да работат на процес на формирање на албанска нација. Во книгата пишува дека тој 1896 или 1908 година. Да, 1908 е завршен. Значи завршен е тој процес, значи тој е пред Балканските војни. Како оди процесот на формирање на албанска нација? Како по рецепт мене ми се чини. Како што правите тоблероне, како што правите милка, како што правите сладолед, како што правите некој ручек, селско месо или не знам што, значи по рецепт е правена албанската нација. Можеме ли дел по дел? Може. Вие велите дека постои 4 елементи Да. кои денес се составен дел на албанската нација. 4 племиња или како да ги наречеме 4 фисови или Не, 4 верски групи. верски групи. Кои се тие 4 верски групи? Ние знаеме за 3, нели? Православни, католици и муслимани. Кои се тие 4 верски групи кои учествуваат во формирање на албанската нација? Па, ако делимо, да кажемо, муслимане, постои и група бекташи. Они јесу муслимани, ali ogromna grupa, recimo, braća frašeri i tako dalje. Значи, тоа се бектеши. Da, to su bektaši. Многу битни, Da. бидејќи најголем дел од структурата на учека се всушност бектеши. Тие марксисти или ленинисти. Помек дел на муслиманската вера или на исламскиот фактор. Oni su bili vrlo uticajni i možda su najviše, Austro-Ugari su najviše radili sa bektašima. Čak mnogo više nego sa sunitima. Pa tako ispadne po И dokumentima. американците најviše работат со бектешите или бекташите. Структурите марксисти ленинисти, луѓето околу Али Ахмет и така натаму, велат дека се бектеши. По либерален дел на исламот, нели? Така најфигуративно да кажеме. Da, do jedna frakcija islama svakako. Ајде да ги дефинираме границите, каде што требало да биде формирана и изградена таа нова албанска држава. Во овие тајни документи на Хасбуршката монархија, кои се составен дел на оваа книга на Теодора Толева, се јасно дефинирани тие граници. Јас само ќе ви ги презентирам или ќе ви ги исчитам, почитувани гледачи. На север, таа нова албанска држава требала да граничи со Црна Гора, Босна и дел со Србија. На запад со Јадренското море, на југ таа линија или гранична линија би одела од Превеза, Јанина, Джирокастро и Касторија или денешен Костур. На исток линијата би одела од Костур, Битола, Охрид, Врање, Приштина и Нови Пазар. Ова ви личи на голема Албанија? Да, се согласувам. Ова личи на територијата на која денес треба да биде формирана голема Албанија. И за да немате никаква дилема, оставена е можност кон овие 4 вилаите, тој е Битолски, тој е Скопски или Косовски, тој е Скадарски и Јаниски,
да се придодаде и Солунскиот вилет, иако таму живеат само 1,5% албанци во вкупното население, но се смета дека ако се продолжи со процесот на албанизација и Солунскиот вилет на Отоманското царство може да се приклучи кон ова голема Албанија. И еве што пишува на страна 79, почитувани гледачи. Таму на најексплицитен начин се дефинирани границите на таа нова албанска држава. Тоа се границите на голема Албанија. На таа страна 79 се вели дека таа нова албанска држава на турската територија би се простирала од Јадранско море на запад, па на исток се до притоките на реките Ибар и Вардар. Значи се до притоките на реките Ибар и Вардар. Како беше кодното име на Али Ахмети? Ибар, или не се сеќам добро, почитувани гледачи. Реките Ибар и реката Вардар. Што кажуваше советникот на Слободан Милошевиќ некаде пред 1,5 година за германски план кој предвидува поделба на Република Македонија на два дела по течењето на реката Вардар во правец на Свети Николе. Ништо не е ново, се е тоа во историјата запишано. Сите овие работи за кои сме говореле, за кои сме елаборирале се напишени во историјата. Тоа што ние треба да го направиме, одново да почнеме да ја читаме историјата. Кога ќе почнеме одново да ја читаме историјата, ќе најдеме многу одговори. Тие одговори нема да ни користат само за минатото, туку ќе ни користат ние како македонска држава да ја дефинираме нашата стратегија за иднината. За разлика од Италија, како што велите, за разлика од Ватикан, кои работат само со римокатоличкиот Така е. елемент, австријанците се многу помудри, многу попрагматични. Тие ги обединуваат сите овие 4 верски елементи. Sa isključenjem pravoslavnih, jer oni u ovim dokumentima se kaže da sa pravoslavnim Albancima u ovoj fazi neće se raditi. Oni zaista u tom periodu su više pod grčkim uticajem, prosto da ne bi ušli u konflikt s Grčkom, jer je Austriji važan odnos sa Grcima. Tako da oni najviše rade sa sunitima, bektašijama i rimokatolicima, pri čemu su različite metodologije rada. Dakle, to kažem ko bude pročitao knjigu... Što znači različni metodi na работа? Pa, prosto su sa muslimanima je rađeno recimo mnogo više sistemom davanja poklona, možemo reći i korupcije i finansijske pomoći i tako dalje. Кој го прави тоа? Кој го прави тоа? Pa to rade austrougarski konzuli. Значи имат конзули низ Отоманската империја. Тако е. Тамо кај што живеат албанци. Да. И работат со главешините на тие фисови, на тие племени. Тако е. Ќе прочитаме еден дел или еден сегмент од овие истражувања на Теодора Толо, или овие работи кои ги има во австриските или хасбуршките архиви, кои се исклучително битни за нас, за да можеме да сватиме како функционираат албанците. Тие елементи се однесуваат на двете доминантни албански племења, Тоски и Геги. Еве како во архивите на Хасбуршката монархија, значи не јас Васко Ефтов, не македонскиот народ, не македонската јавност, туку некаде пред 120 години, како Хасбуршката монархија ги има дефинирано тие две доминантни албански племења и односите помеѓу тоските и помеѓу гегите. Ќе цитирам што пише во тие документи. Племето Геги, кое припаѓа на албанците од Скадарскиот, Косовскиот и Битолскиот вилет, и племето Тоски, кој ги чини или ги сочинува албанците од Јанискиот вилет, јужно од реката Шкумба. И дополнуваат дека помеѓу овие две племења, кои во минатото многу често влагале во конфликти, не може да се говори или не може да стане збор за национално единство. Внимавајте, помеѓу двете племења, Тоски и Геги, пред 120 години не можело да стане збор за национално единство. Значи биле толку разединити, толку нефункционални, толку различни, што не можело да стане збор за национално единство. Што значи дека спојувањето на овие две племења не е направено врз национална стратегија или на одредено национално заедништво, туку со одреден рецепт и диктат кој го има спроведено Хасбуршката монархија. И да го заокружиме. И Тоските и Гегите, посебно Гегите, без разлика дали се католици, без разлика дали се муслимани, во овие архиви на Хасбуршката монархија за нив пишува дека двете племења подеднакво ги мрзат словените и затоа се одбрани како есенција на формирање на новата албанска нација. И вториот клучен елемент, кој е составен дел на овие архивски истражувања на Теодора Толева, кои може да се најдат, како што 5 пати или 10 пати потенцирав во архивите на Хасбуршката монархија, се вели дека патриотизмот на овие племења или на овие фисови се уште од локален тип и дека како таков е непогоден да може да биде формирана една нација. Значи пред 120 години патриотизмот на тие фисови бил локал патриотски.
само на територијата кај што се простирале тие фисови и не можел да послужи како основа за формирање на албанската нација. Австријанците пробуваат или хасбурзите да направат босанска нација. Да. После анексијата 1878 година. Така е. Виенскиот конгрес. Бенјамин Калај. Да. Дали Бенјамин Калај е вклучен во овој процес на правење на албанска нација? Апсолутно, он е иницијатор, tu je i grof Goluhovski, tu je grupa oko samog dvora, dakle najviši. Govorimo o grupi ljudi do 10 ljudi, najviših austro-ugarskih glavešina, među kojima su uglavnom to Nemci u pitanju. Dakle, sem Benjamina Kalaja, koji je polumađar, nije bilo Mađara. Значи, во најголем дел германци. Да. Што и се гледа во односот на Германија, во односот на Косово или денешна Република Албанија, кога не дозволуваат само Македонија да добие датум за преговори, тука велат мора Македонија опакет со Албанија. Мала, значи фуснота за да можеме да сватиме контекстот. Да. И од тие фисови, три верски групи, тие прават одредена нација. Колку време им треба и пари за тоа? Pa, oni su još nacija u konstituisanju, da kažemo. Zašto je 908. zauzeta, koliko im vremena? 908. se pravi taj jedinstveni albanski jezik, koji je taj glavni kohezivni faktor, jedinstveni albanski jezik koji je austrijski konzul u Bitolju napravio. 908. godine. Naprimer, to je ono što... Ali oni paralelno rade sa različitim publikacijama, rade i sa raznim avanturistima. Ja recimo mogu da spomenem recimo Rumuna, Alberta Giku, piše se GH, ali čita se Gika, koji izmišlja poreklo da je on poreklom Skenderbegov junak, pa rade i sa njim. Dakle, oni, kako kažem, to je jedan projekat koji je multidisciplinaran i teško je sad tu izdvojiti nešto što je ključno. Ние сме немале наша историја, ние сме немале наша писменост, ние сме биле булгари, сме биле срби, ми го цитират оној несреќен Стојан Протич, што има кажано во емисијата на Миломир Марич, еве што во архивите на Хасбуршката монархија на тема писменост на албанските фисови пишува Теодора Толов, односно таа го има истражено, го има најдено. Во оваа книга има многу јасно дефинирано. Во периодот кога се влегува во процес на формирање на албанската нација, само 0,5% од албанците католици знаеле да читат, а многу помалку знаеле да пишуваат. Говориме за албанските католици кои се поимотен слој на албанската популација. Многу поимотен и во однос на муслиманите, и во однос на православните, и во однос на бектешите. Ако од католиците само 0,5% знаеле да пишуваат, а помалку знаеле да читат, можеме да претпоставиме колку од православните или муслиманите знаеле да читат и знаеле да пишуваат пред 120 години. 1908 година е клучна. Да. Тога се затвара или се завршува процесот кој трае 12 години. Tako je, i tada i aneksija Bosne i Hercegovine. Велите, јазикот е направен во Битола, Tako je, од австријскиот конзул во Битола. tako je. Имате некој конгрес во Битола, нели, кој они го слават. Da. Pa Тој име као дел, ко столб. Kralj se zove, Da, konzul se zove Kralj, postoji ime. Кој име ко столб на тоа национално освестување. Tako je. Како им го прават јазикот? Pa postojale su više ideje, oni su imali nekih 20 varijanti za jezik, imali su, jer pre toga Albanci pišu i arapskim pismom, pišu i grčkim slovima, pišu i neki čak i ćirilicom, neki pišu različitim verzijama latinice i tako dalje i moralo je da neko to preseče. Vukli su svako na svoju stranu, recimo malo pre spomenuti Monsignor, on je, kada je prešao na italijansku stranu, on želi da se napravi albanski alfabet po uzoru na italijansku azbuku, prosto menja mišljenje i tako dalje. Значи, карактеристично за нив е дека се непостојани, што е компонента или вертикала во целото нивно функционирање. Беа со руси, па беа со кинези, па беа со Тито, па се скара, сега се со американци, на крај не знаеме со кога ќе завршат. Значи, и во формирањето, тој елемент или карактерна особина може да се најде. Непостојаност. И гледате, австријанците успеваат од таа непостојана група да направат една нација. И таа нација сега да ни се смее на сите на Балканот и да вели ние сме најстари. Сите вие сте вештачки нации. А всушност испаѓа дека тие се Тоблероне нација, која е направена по рецепт, како што пише Теодора Толова. Pazite, Austrijsko vojno ministarstvo i Austrijsko vojno razuznavanje, oni su bili protiv ovog projekta, jer ovo je projekat Ministarstva spoljnih poslova, odnosno spomenute dvorske kancelarije iz 1717. koja je kasnije preimenovana. Suština je, zašto su austrijski generali bili protiv? Prvo,
zato što time se ne širi austrijska teritorija, nego pravi se neka nova nacija. Postoji iracionalnost, to je bila novina u pravljenju, da tako kažemo, taj recept koji je tu uspešno primenjen, on će verovatno kasnije biti primenjen i na nekim drugim mestima, ali je suština ovdje... Testiran je znači tamo. Da. Teodora Tolova govori o tome da postojala su albanska plemena, ali su ona međusobno bila nepovezana. Postoje zavičajni identitet. Jer nacije su konstrukt, mislim, u tom smislu. Ti ги немаат односите према државата. Ти ден денес без разлика каде живеат. Гледате, едно од ретките држави каде што на демонстрации се пука у албанската влада. Таа е изрешетана со тие зрна од Калашников и така натаму. Се руши албанската држава, се девастира 95-та, 96-та, 97-та, они се на раб, неекзистенција, ги рушат институциите на системот. То сам да кажам дека тоа е некој ментален склоп. И од тие племиња, ова не го кажам у навредлива смисла, бидејќи сите ние сме функционирале како племиња некаде пред 100, 200, 300 години, или од тие фисови, е направена албанска нација. Значи, на австријанците треба толкав медал да им се даде што успеале да направат нација на албански фисови племиња кои не биле поврзани во национална смисла. Projekat je bio na kraju uspešan. Dakle, procena austrijskih generala koji su bili protiv ovoga je zapravo bila pogrešna. Na kraju krajeva da se ne lažemo, za ovaj projekat je moralo da se dobije odobrenje direktno Franja Josipa. Како составен дел на овој меморандум за формирање на албанската нација се направени одредени анализи. Тие анализи всушност требале да ја покажат состојбата која пред 120 години владеела на теренот, кај што живееле тие албански фисови или албански племиња. Како составен дел на тие анализи кои се направени е потенциран фактот дека само 0,5% од населењето претежно од католичка вера знаеле да пишуваат, а многу помалку знаеле да читат. Значи, само 0,5% од населењето знаеле да пишат пред 120 години. Гледате на какви темели е правена албанската нација, почитувани гледачи. Само 0,5% од населењето знаеле да пишат, помалку од тоа знаеле да читат. Всушност, овие луѓе во Хасбуршката монархија, кои влегле во процес на правење на албанска нација, требало да им се даде Нобелова награда, бидејќи тие направиле одредено капитално дело, како од едно количество на фисови и племиња, кои биле неписмени, кои не комуницирале помеѓу себе, кои се тепале помеѓу себе, кои немаат ништо заедничко, направиле современа нација. Не само што направиле современа нација, туку таа нација денес е најперспективната нација на Балканскиот полуостров. Нација која се заканува дека може да биде доминантна нација на Балканскиот полуостров. И еве ги центрите од каде е реализиран целиот проект. Еве ги центрите преку кои Хасбуршката монархија го има реализирано проектот за формирање на современа албанска нација. Ке ги читам редоследно како што се наведени во книгата. Во северозападна Албанија генералниот конзулат е во градот Скадар. Во североисточна Албанија конзулатот е во Призрен и има вице-конзулат во Пеки и во Скопје. Представништва во Приштина, Митровица и во Тетово. Во централниот регион конзулатот е во Драч и представништва во Кроја и во Тираја. На лугот на Албанија генерален конзулат во Јанина и представништва во Берат, Валона, Чирокастро и Превези. И на југоистокот на Албанија или во Македонија како што се пишува тука, конзулатот е во Манастир или во Битола и представништва во Елбасан и во Корча. Тоа се тие 15 или 20 центри преку кои е реализиран целиот проект на формирање албанска нација од страна на австриските конзули на територијата на денешна Албанија или потенцијална голема Албанија. Dakle, oni su vrlo ubrzano to radili i pazite, 1896. 17. novembra je bila ta prva konferencija, oni već ozbiljne rezultate postižu za 2 godine. За 2 години. Tako je. Dakle, vrlo intenzivan rad. Znači, to mora knjiga da se pročita da bi se shvatilo... Znači, no limit, bez limit sredstva. Da. I resursi imat na raspolaganje. Pa da može da napravite. Pa to su ogromne cifre. Ja sad ne bih govorio o brojkama. Суниgić, дали е тамо исцртана територијата? Бидејќи ние секогаш говориме дека проектот Голема Албанија потекнува од Призренската лига, дека со помош на турците тие сакале да направат проект Голема Албанија, Толева, значи, тамо фрла сосема друга светлина. Да, to je suština. Значи, да направиме разлика дека тие не се производ на Призренската лига, туку се производ на Виена, на Беч, Tako je. To je на suština. Хасбуршката монархија. To je suština. Dakle, najveća novost ove knjige je u tome da se baci novo svetlo na Prizrensku ligu, jer Prizrenska liga po Teodori Tolove ispadne da je to bio pokret
muslimana za bolji položaj albanskih arnautaša, albanaca u okviru Otomanske imperije, dakle neka vrsta želje za jakom autonomijom, dok zapravo Prizrenska liga nema taj nacionalno izgrađujući element. To što treba da го сватите, почитани гледачи, дека проектот Голема Албанија не е турски проект. Проектот Голема Албанија не е Призренската лига. Проектот Голема Албанија е проект на Виена, проект на Хазбуршката монархија, проект на Австро-Унгарија, што ке рече класичен германски проект. Како што класичен германски проект е можната поделба на македонската територија на два дела, бугарски и албански дел. Значи, ако добро ве разбирам. Да. 4 верски елементи. Не се зима православниот елемент, бидејќи се смета дека е близок со грците. Да, и био е. И на вистина низ историјата, влашкиот елемент, тој православен елемент ке албанците и ке грците се измешани. Да. Тоа е некоја есперанто варијанта и така натаму, кај што се прелеват од една на друга страна, значи сренците ни ги остават на страна. Го имате католичкиот елемент кој е најобразован, Така е. и е најбогат, работи со италијаните, работи со Ватикан, они 4 или 5 папи имат, кои се со потекол албанци. Го имате бектешкиот елемент, и го имате класичниот милиони муслимански елемент. И австријанците на што стават акцент? На кој од тие елементи најмногу стават акцент? Pa ja mislim da oni tu zaista nemaju favorita. Oni rade sa svima njima, ali se najbolje odazivaju na te, da kažemo, njihove pozive, ponude, bektašije, jer previše su rimokatolici bili uvezani zaista i sa Vatikanom i sa Italijom i uspevaju oni i sa njima, jer oni kod rimokatolika pričaju jednu priču, mi smo katolička imperija i tako dalje, sa tom pričom ne idu kod Albanaca sunita. To idu sa nekom drugom pričom zajedničkog neprijateljstva prema Srbima i tako dalje. Prosto oni prilagođavaju priču. Sada, različiti su bili odzivi. Ne bih ja tu izdvajao da to je priča o balansu moći. Значи баланс да се направи. Така е. Муслиманите кои се најбројни, бектешите и католиците кои се најобразовани и најбогати. Da, И се прави некој баланс tako je. околу формирање на една албанска нација. Tako je, jer su prepoznavali i opasnost, na primjer, šta je bio problem sa sunitima. Problem je što su oni bili vrlo lojalni Otomanskoj imperiji. Albanci su bili, sa Bektašima je bilo lakše raditi jer su oni imali već otklon prema otomanskoj, da kažemo, stvari i to se vidi po toj albanskoj emigraciji da je ona uglavnom, recimo te časopise uglavnom izdaju Bektašije. Ne sve, ali dobro. Најголем дел. Да. Кога ги приклучуваат православните албанци? Mislim da oni tek sa formiranjem Albanije, dakle, posle Balkanskih ratova... Тогаш ги приклучуваат. Da, onda s njima rade. Pa oni kažu da to proces sa njima će se na kraju raditi, jer njima je to bilo... Значи тие се во финалето. Da, Na i создавање mislim на da je албанската. sad to već odrađeno. Mislim, prošlo je već 100 godina. Ovo je knjiga koja izlazi posle 100 godina od tih dešavanja. Možda sad, da li je slučajno Teodora Tolova našla to u Beču, to je sad opet sfera novinarskih nagađanja, ali svakako šteta bi bilo da srpska ili makedonska javnost ne znaju za ovu knjigu. Ovo je капитално дело. Tako je, bez obzira što je to ima taj bugarski element koji Ко je... секоја книга, Tako. ко секоја историска анализа или истражување си има одредена субјективност. Tako je. Кој веќе се тргнете од таа субјективност, доаѓате до одредени есенцијални Да. показатели, докази и така натаму и така натаму. Da. Како клучен елемент на проектот за формирање на денешната албанска нација, тамо некаде пред 120 години, луѓето кои работат на тој проект и на тој меморандум во рамки на Хазбуршката монархија го потенцирале фактот дека треба да биде направена или напишена или составена заедничка азбука, дека ако нема заедничка азбука, не може да биде успешно реализиран проектот за формирање на заедничка или нова албанска нација. Во тој временски период постојат најмалку 20 различни писма на кои збореле или на кои пишувале тие албански фисови и тие албански племиња. За 17 од нив се знае од каде потекнуваат, 3 се уште непознати. Тие 17 писма
се пишувале или се користеле во различни делови на Албанија. Меѓутоа за нас е најинтересен фактот за тоа така наречено елбасанско писмо. И тоа е дадено под број 1 на овие 17 писма или 17 азбуки кои биле користени во процесот на формирање на таа заедничка или синтетизирана албанска азбука која е подоцна промовирана 1908 година на 22 ноември во градот Битола во денешна Република Македонија. Затоа елбасанско писмо се пишува дека дури ни филолозите од Виена не можеле јасно да дефинират од каде потекнува, бидејќи не можеле да најдат траги во ниту еден од јазиците кои тогаш постоеле во денешна или во тогашна Европа. Клучниот човек кој го реализира целиот тој проект на теренот, а тоа е создавање прво на албанска азбука, а подоцна на албанска нација, кој финишира на 22 ноември 1908 година во градот Битола, денешна Република Македонија, е австрискиот дипломат Август Ритен фон Крал. 1905 година тој доаѓа во Скадар и тогаш се финализира сите тие процеси, прво за кодификација на албанската азбука, а подоцна и за формирање на албанската нација. Направена 1908 од австрискиот конзул во Битола. Крал. Да. Како се прави азбука? Зимат некое говорно подрачје, зимат букви, да речеме, кои се слични во, не знам, вакво писмо, онакво писмо. Како е, да речеме, рецептот за албанската азбука, пошто тоа е круцијалниот дел кој ги обединува на кратко. Они су имали више решења, али на крају пресудну улогу су имали заправо бечки филолози, кои су негде проценили jer je albanska azbuka nezgodna, imaju neke glasove koje ne postoje nigde ni u jednom evropskom jeziku i praktično je bilo teško napraviti to i sa tim latiničnim pismom i tako. Postojali su različiti modeli tog rešavanja, ali su želeli prvo da se otkloni ta azbuka od italijanskog. To im je bio prioritet. Da bude na latinici svakako da bi se približila zapadnom svetu. Jer, recimo, problem sa Albancima muslimanima je bilo što su želeli da bude na arabici. Dakle, to je period... Na arapsko pismo. Tako je, jer ovo je period pre mladoturske revolucije. Pazite, mladoturska revolucija se dešava 1908. godine. I to je taj period kada taj metež u Otomanskoj imperiji se koristi da zapravo i oni sve ovo rade, dakle, Austrijanci sve ovo rade na teritoriji Otomanske imperije, ovo bi trebalo na turski da se prevede. Jer ovo je zapravo subverzivni rad Austro-Ugarske na teritoriji Otomanske imperije, dakle, oni su ovo radili, dakle, jedna greška i projekat pada. Dakle, oni su bili vrlo, vrlo uspešni. 12 godini. Tako je. Во тајност, Tako je. со пари, со рецепт, со стратегија, Tako je. се прави и се реализира овој концепт. Велите на крајот, клучниот збор за нивната азбука го дават филолозите во Виена. Tako je. Постојат повеќе варијанти и они одбират одредена варијанта. Значи, азбуката им е направена во Виена. Sigurno. Промовирана во Битола. Tako je. А имат ли нешто албански на територија на Албанија што е направено? Pa, Albanci imaju, kako ja kažem, oni imaju određene aktivnosti po tim plemenima i oni pokušavaju da, kako kažem, da se izbore za određeni uticaj, ali sama struktura države, pa i kasnije 1900, pa vi znate šta je Austro-Ugarska uradila da bi se formirala država Albanija 1913. Така, почитувани гледачи, е формирана албанската нација. И кога ќе ви каже дека сте вестачка нација, која тие навијачки групи, тие луѓе со кои комуницирате на социјалните мрежи, ќе сакаат да ве навредат и ќе ви рече дека вие македонците сте срби или сте бугари, дека сте вештачка нација, дека немате заедничка историја. Вие само покажете ме оваа емисија. Во оваа емисија се докажува како е формирана албанската нација. И тоа не е канта тропа муабет, тоа не е канта тропа анализа, како што се прават по интернет и на социјалните мрежи, туку целата оваа емисија се потпира или се базира на архивите на Хазбуршката монархија во Виена. Тие архиви некаде пред 10-15 години ги има истражено бугарската историчарка Теодора Толева. Никој до денешен ден ја нема демантирано Толева. Таа почна 2011 година. Меѓутоа ова нејзино капитално дело останува да трае. Тоа капитално дело фрла на нова светлина. Како пред 120 години Виена сакала да формира или влегла во процес на формирање на нови нации на Балканскиот полуостров. Успешно е реализиран проектот. Da. Значи, споени се три верски компоненти, додадена е четвртата верска компонента, на крајот тоа се православните, направена им азбука во Виена. Што друго требало да биде направено за да може да биде формираната нација и дали се исцртани границите на таа држава?
Дали Австрија и Виена ги имат исцртано границите на таа држава и дали тие граници кореспондираат со границите на голема Албанија? Pa donekle da, jer oni operišu samo na teritoriji 4 vilajeta, odnosno ta turska tadašnja, dakle, to rade konzuli u Janjini, konzuli u Bitolju, konzuli u Skoplju. Дел од тие вилаети задираат во територија која денес не е на Република Албанија. Da. Јанина е во Грција, тоа е област Чамерија, Битолскиот вилет, кај што им е промовирана монастри или кај што им е промовирана азбуката, Скопскиот вилет, кај што тие ја развијат приказната дека во Балканските војни албанците го ослободуваат Скопје од турците и тоа е скадар кој е дел составен на Албанија. Da, i oni rade recimo i prema Crnoj Gori. Da, u osnovi može tako da se tumači da je to zapravo negde, svuda gde ima bar malo Albanaca, to je prostor albanskih plemena, jer oni nisu samo podeljeni verski, pazite, oni su podeljeni po klanovima, po tim fisovima, u okviru sami Gega, na primer, ima jako puno različitih, česta je krvna osveta, to je bio ozbiljan problem i tad, da bi se to sprečilo, konzuli zaista imaju tu problem sa tom međusobnom netrpeljivošću, kako ste vi rekli, prevrtljivošću. Тие се ишарани и поделени ко тигарска кожа. Значи, луѓе, племиња, фисои кои се ко кожа на тигар. И од таа структура они направија нација. И треба да им се даде Нобелова награда. Како успева да направат нација од толку различни елементи, меѓусебно искарани, истепани, конфронтирани, да прават одредена нација. Pa to je geopolitička strategija Austro-Ugarske. Pazite, oni su želeli da prodru do Soluna, to je poznato, zato i Prvi svetski rat, znate da je Srbija bila na udaru Austrije ovako ili onako, Austro-Ugarske praktično. Taj pojas uz Jonsko-Jadransku obalu, oni su želeli da ne bude ničiji, odnosno bolje da tu bude neka mala Albanija koja će ima slabije strukture. I pazite, 1913. kada se formira ta Albanija, pa ko Albancima formira zapravo te osnovne strukture kasnije, pa čak i posle Prvog svetskog rata i tako dalje, vidite da zapravo to austrijsko prisustvo u Albaniji ono ima kontinuitet možda više od 100 godina. Пред 110-120 години, големите европски сили имат своја стратегија дека треба да бидат формирани 4 паритетни држави или 4 држави кои ќе имат исти број на население или сличен број на население, слична геополитика и сличен воен потенцијал. 4 балкански држави кои треба на паритетна основа да се компарират или да се конфронтират помеѓу себе се Грција, Бугарија, Србија и новата држава Албанија. За секоја држава стоел одреден спонзор. За Албанија стоела Австро-Унгарија, зад Србија стоела Франција, зад Грција, Велика Британија и зад Бугарија, Русија. Тие луѓе живееле тамо. Ако немале азбука, ако немале кодифициран јазик, како се разбирале помеѓу себе? На кој јазик зборувале? Тие нели велат дека се наследници на илирите, по нивната ДНК не се наоѓа доминантен дел на илирска ДНК. Како комуницирале, како се разбирале помеѓу себе? Pa negde su se razumeli više, negde manje, ali suština je ovde da po Teodori Tolevoj recimo imate jedan od tih 20 azbuka je elbasansko pismo, koje se može naći na internetu. Elbasansko. Da, koje je po svojim elementima kavkazoidnog tipa, što nas onda upućuje na verovatno da je tačna ta priča da su zapravo Albanci dođoši ili došljaci sa Kavkaza na prostor današnje Albanije. Od koji del na Kavkaz? Ima jedan del koji sam rekao Albanije, to je pomogao Azerbejdžan i Čečenija gore. Pa više prema Jermeniji. Dole prema Jermenija. Tako je, da. I recimo to elbasansko pismo oni nisu uzeli, ono bi bilo baš originalno, dakle niti je arapsko pismo, niti je grčko pismo i tako dalje, oni to ali to recimo Teodora Toleva navodi da je i to bio jedan od predloga koji se razmatrao, međutim odbijeno jer bi to tek otvorilo pitanje porekla Albanaca i tako dalje. I u osnovi ja zaista verujem da Albanci nisu u Iliri. Verujete u to?
Da. I mislim da je pravo albansko pismo zapravo to je albasansko pismo, ali ono je ostalo na tom nekom lokalnom nivou, kasnije je i iščezlo. Oni sada svi pišu o latinicom. Albanska nacija sada konstituisana, jeste sa problemima i tako dalje, ali suštinski poenta ovde je da konstruisanje nacije jeste veštački inženjering, ali može da bude uspešan. I austrijska imperija je zaista bila imperija. To je bio jedan satni mehanizam kako se radi. Pa dobro, bo jedan vremenski period do pojavata na Velika Britanija. Turcija i Austro-Ungarija se najmuknete imperiji na svetu. To što danas Amerika ili da rečime Rusija, to bile Turcija i Austro-Ungarija pred nekoliko veka. Pa ja mislim da su i Britanci aminovali ovo. Verujem da bez njihovog amina ništa se ne radi na Balkanu. Gledajte, postoјат многу нации на Балканот. Да. Некои порано, некои подоцна формирани. Меѓутоа, никој не одигрува толку многу на една карта како што се албанците. Значи, не играт ни на карта толку на грците, ни на карта на србите, ни на карта на бугарите. Секој си има некој свој спонзор или некој свој патрон, меѓутоа, најголем дел играт на карта на албанците. И Австро-Унгарија, и Ватикан и Италија, и денес Америка. Зошто токму на карта на албанците? Zato što nisu Sloveni. Zato što... Тоа е значи нивна клучна предност дека се различни од останатите народи. Pa evo, ja sam, evo, vi ste Makedonac, jel tako? Da. Pogledajte, na primjer, koliko se grčka verzija makedonskog identiteta forsira u Evropi. Koje, de facto, možemo pričamo ovako, ali Grci takođe nisu Sloveni, jel tako? Prosto postoji jedna vrsta možda projekta deslovenizacije Balkana i onda tu su na udaru i Srbi, i Makedonci, i ljudi u Bugarskoj, i u Bosni i tako dalje. Prosto se svako ko nije Sloven, on se forsira. Na kraju krajeva, ja sad mogu da idem i u aktuelnost, pa i ta migrantizacija koja se najavljuje, šta je drugo nego promjena etničke strukture Balkana. Значи, проблемот е да се десловенизира Балканот. Pa da. Да се иселат нашите луѓе, што и се прави. Гледате Бугарија, повеќе од 20-30% од бугарите се иселени или во Шпанија, или во Португалија, или емигрирале од таа страна на Атлантикот. Слично се случува во Србија, се случува во Република Македонија и нивно место да се населат други структури. Да, други народи. Курди, бегалци, курди и така натаму, така натаму. Да. И некаде по 50 години некој да излезе да напише некоја ваква книга, која ќе рече некаде на некој двор или во некој кабинет сега, Вашингтон ли, Лондон ли, Бон ли, Берлин ли, Париз, се правило на проект за десловенизација на Балканскиот полуостров. Pa da, pazite, recimo, ako pogledate toponim, ovde su u knjizi date i mape. Recimo, što se tiče Makedonaca, pa vidjet ćete čitav niz toponima u samoj Albaniji koji realno su pošteno, ja sam srpski filolog, mogu da kažem, su najbliži makedonskom jeziku. Ali oni su, ne znam, imate Leskovec, imate čitav niz nekih reči koje, toponima zaista, koji su slovenskog tipa i koji su se preimenovali. Pa, a šta se radilo u Grčkoj? Pa... Isto. Повеќе од 2000 населени места го имат сменато своето име. Da se pokaže дека не се словенски топоними. Tako je. I to se onda aminuje od nekud. I prosto bilo koja vrsta deslovenizacije ima blagoslov Beča. Ja znam da je recimo pre jedno 10 godina u Nemačkoj jedan nemački pisac napisao knjigu o projektima Nemačke, ne Drang nach Osten, ali o projektima Nemačke za jugoistok. Tako da, od 1840. Recimo, i ta knjiga je jednako interesantna da se prevede. Gledajte, Сонегич, албанците со таква омраза комуницират со останатите балкански народи. Они едноставно би сакале да не нема. Да не снема. Значи, тој вирус, не знам како поинакво да го наречам, кој е внесен во нивните души, пред некаде 100-120 години, бидејќи се поразлични од нас, и денес постои. Тие би сакале сите да не снема. Во конфликт со македонци, во конфликт со грци, во конфликт со Црна Гора, во конфликт со Србија
и така натаму и така натаму. Не се во конфликт со Бугарија, бидејќи имаат некои во наводници джентлменски договор за поделба на Македонија на два дела, бугарски и Да, и албански. тоа е немачки план. Тој е планот Хасан Приштина и Тодор Александров отприлика. И тоа е германски план. Тако е. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. По Центар на YouTube, јас сум Васко Ефтов, ние се гледаме во недела во 22 часот. Да не повторувам постојано. Секој четврток и секој недела во 22 часот на YouTube емисија во Центар. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.